Повод за денешната наша пресконференција е пресудата на Основниот суд во Струмица од страна на судиката Лидија Аризанова, која што ја го прифаќа тужбеното барање на тужителот Зоран Заев против председателот на општинската организација на Гром Сашо Милковски. Сакаме македонската јавност да ја запознаеме со што тоа Сашо Милковски му сгрешил на господинот Зоран Заев и на судиката Аризанова. Сакаме да ги прочитаме сите оние зборови што стојат во пресудата што му се ставаат на терет на господинот Сашо Милковски. Во самата пресуда се цитира дека господинот Сашо Милковски рекол на пресконференција дека господинот Зоран Заев го оштетувал општинскиот буџет, како што самиот вели во повеќе наврати, намалувајќи ја цената на државното земјиште дури за 6 пати, односно од 438 денари сена се на само 71 денар по метар квадратен. Земјиште, ако се смене планове, друга работа. Не, това е друга работа. Ај сега по твое, што цени јас ки имам? За земјиште? Но ти таму ми кажуват 70 денара. Таму има цени 438 денара и има цени 71 денара. И как ќе одлучим, јас така ќе? Колку пати да кажу, как да го нацртам? Што трансформира земјиште беше... Таму завршили веќе. По број 2. Цитирано е дека Сашо Милковски рекол дека се разбира за оние што се подготвени лично нему во кеш да му дадат мито, цената ја утврдувал тој лично, цитираме, така како што ќе речам јас. Ова го велел Заев. Как ќе одлучим, јас така ќе? Колку пати да кажу, как да го нацртам? Под број 3. Барал подкуп од 66.000 евра или 1 евро по метар квадратен да му се даде нему лично. 1 евро на црквата и 1 евро од квадратни до се. На мене. Директно. Една работа. Таму кај тие две парцели се негде по тада ја што го знам, негде 66-67 квадрат. Само конзерва тоа. Под број 4. Преку примање на подкуп, како што самиот вели, повеќе стопанственици се стекнале со државно земјиште по багателни цени. Живо пред нова година го заврши. Тогава се Сашо Вајсто и уште ден кој беше таму. Вајсто заврши си земјишто. На Краварни го заврши земјишто. Заврши му од полудавна земјишто по скапата цена, това што му е до тебе, беше лепо. И заврши Вајсто уште едно земјишто. И под број 5. По угледот на познатите рекетари, парите ги пренасочувал да бидат однесени во менувачницата на неговиот брат, па така евентуално обележаните пари да бидат заменети во менувачницата на неговиот брат, цитираме, кај Вице. Ке си го платиш? Сакаш така, сакаш го тоа. Едното евро е там, а другото как ќе го платам? И тоа треба да знам. Кај Вицето, например. Добро. Кај Вицето. Многу тоа се знаат, менувачница е. Не, дека да знам, сад треба, нели имало пред мене как се вршиле, как е терко така, да. Што тоа господинот Сашо Милковски кажа нешто што е спротивно на видеото кое што го гледа милиони луѓе во Република Македонија надвор од неа. Многу е чудно како господинот Заев за еден исти предмет, за предметот кој што е обвинет овде во Кривишниот суд во Скопје не се појавува на судење, а за тој исти предмет се појавува на судење во Струмица, кај како што велат струмичани, кај судика, чие што цело семејство се симпатизери на Социјалдемократскиот сојуз. Значи ли тоа дека господинот Заев погледот на големиот Јоже за суд го признава само партискиот суд? Значи ли тоа дека господинот Заев и Социјалдемократскиот сојуз не се борат за демократија и да воспостават правна држава во Република Македонија, туку да воспостават партиска држава онаква како што функционира во Струмица? Сакаме да ја запрашаме господјата Лидија Аризанова. Како тоа мисли незиниот градоначалник, како што таа го ословувала во судот место тужител со градоначалнику да бара мито од граѓаните, а партиски членови од Граѓанската опција за Македонија да ги плаќаат неговите казни? Како е можно судиката Аризанова да се изјасни дека не може да ја земе снимката за релевантен доказ против господинот Зоран Заев, а истиот тој Заев
со такви снимки од аферата Пуч ги носи и ги предават во нашето судство и денеска се формира специјално обвинителство. Значи, на едно место снимките важат, а на друго место апсолутно не важат. Јас само сакам да го прашам господинот Заев, оној кој што сорачињата мафта на видео снимката и што бара мито, дали е тоа Зоран Заев? Сакаме да му порачаме дека господинот Сашо Милковски нема да му ги плати парите, нема да дозволиме граѓани на Струмица да плаќаат пари. Парите ќе бидат платени од сметката на граѓанската опција за Македонија. Само го замолувам да не извести каде да ги однесеме. Дали кај него лично или да ги однесеме во менувачницата на неговиот брат Вице Заев, за да нашиот курир евентуално не талка. Сакам да упатам и апел до судиката Јанева. Не и треба цел батальон обвинители. Доволно е не цел, туку половина обвинител, за да овој случај го истражи, каде што има кривично дело барање на подкуп и каде што господинот Заев, така како што мафта со своите рачиња, си ги наброја сите од кои што земал мито, нема никако проблем, треба да се ги повика на распит, луѓето да си кажат кои дале мито, и тоа е првиот случај што таа ќе го истражи и целата македонска јавност навистина ќе ја подржи и потоа секако да продолжи натаму секаде каде што има корупција. Ние од граѓанската опција за Македонија, нити пак граѓаните на Струмица имаат намера да се уплашат од ваквите закани и евентуални пресуди со цел да ги замолчат граѓаните, да не зборуваат она што јавно се зборува во Струмица и во цела Република Македонија. Благодарам. Дали имате некој прашање? Господине Јакимовски, стакнавте дека судиката ги одбила доказите. Да. Овие докази, колку што сме запознаени, односно со исказ на обвинителството, се легално прибавени со ПИМ мерки. Така. Кој е нејзиното објаснување, зошто не ги прибави? Не може да ги земе за релевантен доказ и судиката дури вели дека таа никогаш не ја гледала таа снимка. Милионски луѓе во Република Македонија. Тајно од обвинителство, како? Затоа и ние го поставуваме ова прашање. Затоа и ние го поставуваме ова прашање до господјата Ризанова, како тоа она мисли да незиниот градоначелник бара мито, а граѓаните на Струмица да плаќаат казни. Така ли мислат да ги замолчат граѓаните на Струмица, да не ги поставуваат прашањата кои што лепдеат во етерот и во јавноста, и така ли мисли господинот Заев да воспоставува партиска држава, онаква како што тој ја воспоставил во Струмица? Како ја коментирате вчерашната порека на амбасадорите за политичка криза? Амбасадорите си имаат своја агенда, политичката криза треба да ја решиме ние во Република Македонија, а таа ќе биде разрешена на наредните избори во април.